Почитувани, СДСМ јавно изразува загриженост за финансиската состојба во која се наоѓаат јавните здравствени установи. Министерот Тодоров конечно призна дека долговите во здравството се зголемуваат. При тоа, тој наведе 5 неоправдани причини зошто се зголемуваат долговите и на месечно ниво растат за 1,5 милиони евра. Нејасно е како министерот да го користи како аргумент студеното време и зголеменото грејење во болниците како непредвиден трошок. Како Тодоров смета дека е оправдано да се зголемуваат трошоците, а со тоа и долговите во здравството, затоа што договорите за лекови биле по повисока цена од сегашната. Зарем нема финансиски план во буџетите на јавните здравствени установи за тоа колку ќе чинат лековите? Долговите во здравството за 3 години пораснаа за 80%, а Тодоров се правда дека имале непредвидени трошоци за новата медицинска опрема. И последните причини за огромните финансиски долгови се комични и навредливи за граѓаните, дека населението стареело и дека се зголемиле превентивните прегледи на граѓаните. Министре, сите 5 причини ви се оправдани само вам, но тие, да ве подсетиме, спаѓаат во редовно финансирање и менаџирање на здравствениот систем. Пациентите мора да се грејат, лекови мора да се набавуваат, мора да се инвестира во нова опрема, населението старее, затоа што тоа е природен процес, а превентивните прегледи се затоа што граѓаните имаат свест за здравието. Но ниту една од овие причини не смее да биде виновник затоа што здравството тоне во долгови. Не смее здравието на пациентите да го користите за покривање на вашата неспособност да менаџирате со парите во здравството. Вистинската причина за финансиската криза во здравството се скапите споменици, интензивните рекламни кампањи, непродуктивните трошоци, кратењето на буџетот во здравството за 10 милиони евра. Тука се кријат долговите, а не во здравието на пациентите и нивната потреба за лек и топлина. СДСМ повикува власта да престане со милионските фасади, огради и споменици и треба да ги обезбеди 10 милиони евра во здравството кои ги прекинаа или кои ги одзедоа со ребалансот на буџетот. Здравството е сектор во кој мора постојано да се инвестира и е последен од кој треба да се кратат парите. Затоа, министре, престанете со рекламите и со вашите кампањски активности, па и така ќе заштедите некој денар. Немојте долговите ги правдате со старење на граѓаните и нивната желба превентивно да се прегледуваат. Благодарам.